Одгледувањето разни видови ретки и украсни птици се хоби на Љубиша Премчески од Тетовско Долно Седларце. Во посебно опремени живеалишта во дворот на неговиот семеен дом уредно се сместени неговите миленици за кои Премчески се грижи со голема љубов и посветеност. Тој пред нашата камера открива дека со одгледување екзотични птици се занимава активно 2 години и дека секоја птица има своји уникатни карактеристики, додека пак желбата да биде опкружен со таква фауна го следала уште од детството. Со ова хоби се занимавам веќе 2 години активно. Ова представува екзотично хоби на ретки украсни птици. Имам повеќе видови на птици, од кои пауни, златни, фазани, свилени кокошки, шабо, кокошка, мандаринки, каролинки, папагали. Прво, како за паунот представува една рајска птица. Таа се користила како деликатес уште во старото време. Специфично за паунот е плаво-зелениот пердув, што го има и опашката која му достигнува распон од 2,5 метра. Додека свилената кокошка, таа во Соединетите Американски држави, таа се чува и како домашен миленик, но нејзиното потекло е од Кина. Таа се карактеризира по нејзиниот свилен пердув. Таа единствена мана има со слабата носивост од 100 до 120 јајца годишно. Тие се многу добри мајки. Значи што и да извадите, дали патка, дали фазан, таа се сега ќе и прими, ќе ги изгледа додека пораснат. После за мандаринките, каролинките, исто тие водат потекло од азискиот континент, од Кина. За нив карактеристично е сјајниот портокалев црвен пердув. Таа се карактеризира со еднаш годишно наносење на јајцата, од која зависи од единката од 8 па до 13 јајца. Додека шабото се карактеризира со многу кратки нозе, а опа што е многу подолго од неговата глава. Како што раскажува Премчески, квалитетната исхрана е предуслов за здрави единки. Додава и дека кога има голема желба и љубов околу нивната грижа, резултатите се неминовни. Да се гледуваат овие птици, прво и основно е потребно да се има голема љубов. Кога има голема љубов и малку труд, се доаѓа до многу успешни резултати. Секако секоја птица си сака свое посебно време. Поради моето работно време, мене врските не ми дозволуваат да се посветам многу повеќе. Јас секој сабале станувам рано околу 5-5,5 часот. Еден час убавезно сум со птиците, ги прегледувам сите дали се добро, ги хранам, додека има потреба да ги за нивно чистење. Тоа е сасвим доволно. Значи доволно еднаш на ден да се ранат, ама многу е битна храната. Секоја птица посебно бара квалитетна храна за да има квалитетен живот. Одгледувањето ретки видови на птици како хоби кое не е толку застапено на нашите простори, се вбројува во категоријата на хобија кои бараат и поголеми финансии, објаснува Премчески. Да кажам дека да, скапо хоби, поради тоа што овие птици не се многу засегнати во нашиот крај, односно да речам во нашата држава и затоа и нивната цена е малку поголема. Ванчо Илиевски од Сдруженијето за заштита и одгледување на украсни птици Диамантски петел од Тетово упати целосна поддршка за Премчески и неговата работа. Можеме да приметиме прекрасни уредени волиери, кафези, живеалишта за овие навистина разни видови на прекрасни животни и ја користам прилика да се заблагодарам на семејството Премчески од Седларце, општина Брвеница, кое што заедно имаме активности во склоп на нашето здружение за заштита и одгледување на украсни птици и ситни животни Диамантски петел од Полошкиот регион, но и како асоцијација, Македонската асоцијација, кој што е Љубиша еден наш активист, еден силен влюбеник во ова хоби, кој што заеднички имаме повеќе идеи и цели за да не само на државно ниво, туку да напредуваме и во рамките на Европскиот сојуз, во низ балканските простори. Навистина квалитетот кој што го поседува заслужува еден посебен респект и ја користим приликава да навистина од се срце им честитам за вложениот труд и за оваа убавина што ја поседуваат во нивниот семеен двор.
Македонскиот сојуз на здруженија на одгледувачи на украсни птици и животни, во кој спаѓа и здруженијето Диамантски петало Тетово, е познат и по организацијата на голем број изложби на екзотични птици. Да, првенствено нашата македонска асоцијација, но и локалното здружение. Првенствено тоа е собир на одгледувачи, силни влюбеници во ова хоби, кој што ова организација непрофитабилна, непартиска, едноставно ги обединува одгледувачите ширум Македонија, кои што се влюбеници во ова хоби. Да, пред коронавирусот имавме навистина бројни активности. Морам да ја напоменеме токму тука во општина Брвеница се организира државни силни, па дури и меѓународни манифестации, односно изложби. Се надеваме ова нека биде еден апел до локалните власти на општина Брвеница и новиот градоначалник. Се надеваме дека на нивна соработка ќе продолжиме да ја организираме таа државна изложба, да сите одгледувачи ширум Македонија дојдат тука во општина Брвеница, да можеме да го презентираме ова хоби на едно повисоко ниво. Љубиша Премчевски како одгледувач на ретки птици во блиска иднина планира да го дополни бројот на ретки птици и упатува охрабрувачка порака до останатите ентузијасти поактивно да се занимаваат со ваков вид хоби.